Тоа што власта го прогласи за голема победа всушност е катастрофален пораз за Македонија. Помошта од Америка во борбата против корупцијата е шлаканица за земјава и незините институции. Политичарите не смеат како успех да го презентираат тимот кој доаѓа од САД да ги дисциплинира нашите функционери. Првиот човек на Институтот за демократија, Societas Civilis, Марко Трошановски, за Алфа вели дека наместо уста полна фалби, за ваквата состојба треба да има оставки. Далеко од победа. Особено на Министерството за внатрешни работи, ова област не е во негова надлежност и во таа смисла не само тоа Министерството, кои останатите пред се треба да бидат самокритични, мислам дека и треба да се покажа тука и лична одговорност преку оставки пред се, а не да се доживее или представува истото како некоја победа дека еве се засилува борбата против корупција. Според Трошановски, повеќе од лошо и проблематично е што воопшто функционерите во државава дозволиле состојбата да биде доведена до овој стадиум, па да мораме да добиваме помош од надвор во борбата со овој за жал за Македонија и повеќе од голем проблем. Самото тоа што институциите до сега дозволиле нивото на корупција да отиде до таа мера што треба да бараме помош или да интервенира надворешен фактор во справување со истите, кажува дека нашата држава и луѓето кои што ги водат тие институции не се способни да одговорат на својата задача. Инаку македонските власти во преден план министерот за надворешни работи Бујар Османи доаѓањето на американскиот тим се обидуваат да го презентираат како голема победа. Корупцијата како еден од најголемите проблеми во државава се нотира секаде, па покрај помошта која доаѓа од Америка од тамошниот Стейт Департмент, редовно добиваме негативни оценки на ова поле. Овој проблем е редовен декор и во сите извештаи кои државава ги добива од Европската комисија и представува една од најголемите пречки на Македонија на патот кон ЕУ.